Повека вргуваме вие доцни попладневни часови, 17 часот, речи си за некоја секунда. Јас сум Сашо Ардаонски, вашиот ТВ водител секој понеделник на 1 ТВ. Утре со вас ќе биде колегата Чомовски. Предпоставам дека и неговите гости ќе бидат исто толку интересни и занимливи како и мојот денеска. А јас денеска имам едно задоволство да го најавам господинот Кире Наумов, кој што е заменик министер за економија по функција во последнава година-две. Човек кој што има биографија која не е само економска, бидејќи меѓу другото беше и шеф на агенцијата за разузнавање, а потоа и пролиферантен политички коментатор во времењата кога претходната власт беше на власт. Добар ден, добро вечер, сега веќе надвори се стемнува господин Наумов. Добар ден, добро вечер, благодарам на поканата. Мене ми е драго затоа што јас не сум експерт за економија и секогаш повеќе ми лежала политичка економија, бидејќи мислам дека политиката влие врз економијата, особено во Македонија, на еден драстичен начин. Опозицијата вели дека во Македонија растат само даноците, и растат само казните, и растат само цените, а сето друго опаѓа. Која е вашата позиција во однос на тие критики и обвинувања? Сосема легитимно за една опозиција или опозиција посебно овде, па и во светот и во Европа, но и посебно во југоисточна Европа, тука на Балканот, да опозицијата ги детектира овие моменти, посебно тогаш кога поголем дел од времето сегашна опозиција тука користи на политички прашања да без поголеми анализи или без поголеми факти дава критики за тоа, како што вие го кажавте, дека пред се растат цените, ајде да тргнеме од тоа, или дека само растат даноците и слично. Тука не би ја правдал владата и би потоа би кажал дека да, точно е, постои простор за критика. И мене ми е драго што таа критика, за разлика од некои минати времења, сега оваа опозиција има каде да ја каже, каде да ја дебатира. Сите медиуми се отворени за нив. Ние видовме кај вас пред некое време дека слободно доаѓаат представници на опозицијата, каде што отворено со владата може да дебатираат. И за тоа се боревме. И за тоа се боревме. И тоа е голема придобивка. Далеку од тоа дека тоа значи нешто премногу од очекувањата на граѓаните, но тоа е важен момент, сега да го кажам чисто од политички. Но ако одиме со следните работи, ако кажат каква е состојбата со економијата според вас? Значи, ајде, ако одиме по обвинувањата, на крај да дадам, бидејќи така почнавте, зголемувањето на цените, фактот е тој дека во оваа година и пол, она што ги третира цените, е инфлацијата, односно стапката инфлација, која што објавува Народната банка, Државниот завод за статистика и така натаму. И таа е стабилна. Она што тие, односно опозицијата, можеби често го користеше во овој период е зголемувањето на цените на нафтените деривати и нафтата. Денеска, например, за разлика од тоа, зашто тоа не е добро да како опозиција го користите во дадени периоди, имаме едно од најголемите намалувања на цената на нафта и нафтени деривати. Берзински артикл, зависи од светската. И тоа е добро. Јас мислам дека јавноста веќе сваќа дека цената на нафтата и нафтените деривати пред се зависи од берзанската цена и многу зависи од движењето на доларот, односот евро-долар. И сега, врз основа на последните податоци, тоа како што го прави регулаторната комисија, ние имаме драстично намалување на цените на нафтата. Тоа не е резултат на некоја работа на владата, нити не знам на опозицијата, ниту подоцна, кога се очекуваат, а граѓаните, сите субјекти треба да знаат дека во еден нареден период се кажува дека ќе растат цените. Дури сигурно ќе растат поради тоа што имаме најава од Саудиска Арабија, од она што ОПЕК понатаму мисли да го прави, од тоа дека се решени да ги намалат количините на производство, веќе нема понуда и тие секогаш ќе зависат од тој момент. И тоа растењето на цените пред на нафтата и нафтени деривати не е нешто што ќе значи дека треба да критикуваме. Сепак прогнозите ви беа многу пооптимистички. Апсолутно. Во последните месеци моравте да ги скратите, Светска банка уште малку ги намали, Европска Народна банка, комисија, Европска комисија и така натаму. Така е. На што се должи на вашиот преголем оптимизам или се должи на некои реални движења во економијата кои не ви дадоа резултат? Можеби се и двете работи. Секоја нова влада кога доаѓа, посебно последен таков период, со еден нов економски тим, политички тим и така натаму, може да се обиде барем пооптимистички да ги планира проекциите што ќе се случуваат за идната година. Јас дури мислам дека и тие на почетокот, односно тогаш кога ако е буџетот правиот момент каде што се тие на некој начин предвидуваат, односно стапката на раст пред се, па сите понатаму
други агрегати и слично, и не беше преоптимистичка, но времето покажува дека и владата, а најверојатно и ние министрите или замениците од економските ресори, не сме предвиделе дека сепак политичката криза, која што очигледно во последните неколку години, значи јас би го лоцирал тоа од појавата, значи чисто како политичка криза од појавата, односно она што се случуваше тука на бомбите и сето, цело тоа што се случуваше до сега, да речеме, е политички момент кој што влијае многу на економските движења. Сегде во светот е тоа така, ние гледаме во пазарните економии или во Европската унија и така натаму како само една изјава за тоа дека, еве еден пример, дека господјата Меркел можеби нема да продолжи понатаму да биде претседател на својата партија или дека ќе го заврши само мандатот и така натаму, во неколку минути, се извинам, во неколку минути влијае на самите берзи, на сето она што значи каматни стапки, на она што значи потенцијал за инвестирање. Ние имавме изворедно тежок период. Неизвестноста тука покажува дека луѓето, како и секојаш кои имаат одредена политичка неизвестност, а прашањето околу, ќе го крстам едноставно, ЕУ, НАТО, е очигледно суштинско прашање за Република Македонија. Таа неизвестност за тоа како ќе оди тој процес ги направи луѓето да бидат многу внимателни. И пред се кога луѓето се внимателни, кога внимаваат, односно ја одложуваат својата потрошувачка, кога уште поинтензивно ја одложуваат инвестициите, правните лица и компаниите, тука некаде би требало да се движи. Тоа е на страна на луѓето. Еден колега вели, тоа е секогаш така со СДСМ. Не знаат да трошат буџетски пари. Оти кога луѓето штедат од овие причини кои вие ги кажувате, но СДСМ навистина не покажува спремност, подготвеност, а тие причини сега ќе ги поразговараме, зошто не може да потроши дури и пари кои што ги има во буџет? Памтиме времења кога завршувавте години како влади на СДСМ со суфицити. Се сложам. Бидејќи има еден период дека владата е тука да штеди. Контра тоа е тезата дека владата не треба штеди, треба само паметно да инвестира. Зошто ви се случува тоа? Ќе кажа, дефинитивно е точно. Единствена полоша работа од голем дефицит е суфицит во економијата. Значи суфицитот е проблематичен од свој аспект и затоа е најдобро да имате мал дефицит или па баланс. Не е точно дека само на СДСМ му се случувало. Ако ја гледате графиконот на раст на бруто домашниот производ и годините кога имале висока стапки на раст, тој се поклопува дека секогаш буџетите биле со суфицит и тоа им се случувало. Тоа се првите 2 години на владењето на ВМРО ДПМН 2007-2008 и така натаму. Во години во кои што имала голем раст, се случувало да има суфицит. Сега мантрата дали СДСМ може да ги троши парите од друга страна или да ги истроши на било кој начин, ја се сложил дека не е во ред да вие ги истрошите парите на било кој начин, ако во исто време од опозицијата па сега имате или од јавноста постојана имате и обвинувања дека тие се трошат за се и се што, односно луксус и слично. Се сложувам дека она што е најважно, односно она што е најголемо потврлањето, и тука нема некој кој што ќе каже подруго, се капиталните инвестиции. Другиот тип на расходи отприлика се движат во рамките, тоа се недискрециони расходи кои што мора да ги исплатите, многу мал дел остануваат кај министерот на финансии, што е она што е дискреционо негово право. Тие си одат расходи во ред, но потврлиле капиталните расходи. Тука мора да ги бараме причините внатре во самата влада, но мора да се има во предвид, повторно не се обидувам да имам оправдување, дека секогаш новите влади, посебно после ваков период, долг период на владење на друга влада, која доаѓа влада од сосема друг идеолошки аспекти така натаму, кој што се обидува на сосема друг начин да ги постави политиките и тука значи економските политики. Вие на почетокот имате проблем со тоа што значи адаптирање на самата администрација, внесување на своите проекти, ревизија на постоечките проекти и така натаму, но сепак јас велам, еден голем процент отпаѓа на тоа, но еден дел мора да се најдат причините и мислам дека сме на добар пат да до година тоа не биде така. Каква администрација затековте? Една од оние мантри кои ги слушаме кога треба да се правдаат промашувањата е дека сте затекнали администрација која што е инертна, која што знае дури да прави разноразни субверзии и така натаму. Тие фази се надминати или? Ајде вака, да не испадне сега
постојано да говорам за тоа дека нешто сме наследили, јас сум поборник на тоа, да кажеме дека тоа што сме го наследиле така како што е, и мислам дека на јавноста, на поголем дел од јавноста, да, тој тип на оправдување веќе е здодевно да ги дури е здодевно да го објаснуваме тоа. И тоа е така како што било. Ние мораме да работиме на она што и мислам дека работиме, сме на добар правец. И идната година мислам уште повеќе ќе биде забележителна, а постојано велам дека да, точно е тоа дека најмногу треба да се вложува во она што се дели физичка инфраструктура. Капитални инвестиции се физичка инфраструктура. Кој што бија поврека економија. Правилна, точна, која што ќе даде пред се, значи го тргаме она што беше како капитална инвестиција во претходниот период, но тоа се патишта, тоа се железници, тоа е гасоводната мрежа и така натаму. Нешто што ќе направи, ќе му погодува на бизнисот да енергенците му бидат поевтини, транспортот биде поевтини, на тој начин го стимулирате бизнисот. Но многу поважно за земјите од Западен Балкан и пред се за економија и за Македонија е она што го велам и го велат и други економисти, институционална инфраструктура. Нас ни е многу важно како понатаму ќе изградиме вистински институции, односно дека е многу важно да направиме администрација која што ќе биде брза, ефективна и ја правите ли, господине заменик министер, ја правите ли, бидејќи од ова што гледаме дека еве речиси ќе помина 2 години од како сте на власт, тоа е речиси половина мандат, се уште сме заглавени во некакви проекти кои што не можат да се испилат. Се не знам конкретно на кои проекти. Па да речеме, јас следното прашање е како го доживувате вие вашето министерство, бидејќи се добива впечаток кога сте поклопени од една повисока економска инстанца, бидејќи имате таа, како да кажам, поволност, а можеби неповолност, да владата сепак ја предводат двајца бизнисмени, бидејќи господинот Заев и господинот Анџушев се во таа смисла остварени луѓе и ги знаат, ако ништо друго работите во економијата. Дали вашето министерство успева да се наметне во тој некаков слоп со своји некакви видувања, визии, реформи, правци у кои што ќе се развива и така? Не, видете, ова е политичка влада. Никогаш не сум ни помислувал, ниту па некој во владата може да помисли дека некој министерство треба да се наметне на основната политика, на таа која што води владата. Сега велите за да се вратиме на администрацијата, мислам дека се обидуваме. Она што следува за идната година е многу важно дека реално секторите здравство, образование, па и социјалниот момент е многу важен момент. Пред се овие два моменти, здравство и образование, е нешто за кое што мора понатаму да се грижиме многу повеќе. И мислам дека насочувањето на средства, најпрво можеби со зголемување на делот платите кај овие луѓе, кои што се дефинитивно ниски, тие се ниски и во други сектори, па и во приватниот сектор, но мислам дека денеска се најавија некакви зголемувања од 10% кај здравството, 15% па во 2019 во 5 и така натаму, и тоа е добар чекор. Ние имаме голем проблем со тоа што еден голем и целиот регион се соочува со тоа што еден голем број од медицинските лица, односно пред се доктори, па и технички кадар во медицината ја напушта земјата и може да дојдеме во една многу сериозна ситуација. Тоа е делот за овие два сектори кои што се изворедно важни и пред се науката и истражувањето, односно тоа е местото каде што во иднина мора да се вложи многу повеќе средства. Знам, господин Наумов, ама погледнете сега, вие имавте таков суфицит што на крај решивте да го поделите на локалната самоуправа. Од друга страна, одделувањето за науката се најмали во Европа. Мислам дека сме на предпоследно место по одделување за наука. Значи, на земјоделците давате субвенции кои што се мерат над 100 милиони евра и постојано ги слушаме овие мантри дека науката е важна, развојот и така натаму. Ниедна влада, вклучувајќи и вашата, не сака ништо да направи, затоа што тоа лесно се прави. Кога имате 50 милиони више, дајте ги на науката. Сега, како да ви кажем, ако тоа не го правите, ова другото делува како демагогија. Ајде, вака, прво суфицитот, за да дефинираме дека е суфицит, тој ќе се појави на крајот на годината и од таа причина, за да не биде суфицит, владата одлучи да овие средства од капитални инвестиции може би највештачки суфицит, бидејќи не се потрошија во момент. Да. И сега, вие морате да го решавате тоа и мислам дека не е лош тој потек, кој што значеше да голем број од локалните самоуправи кои што има огромни долгови, да тие средства им се доделат кон нив. Целта е таа дека да понатаму тие средства ќе се исплатат кон доверители, тоа се или компании па и физички лица, тоа ќе зголеми потрошувачката и е добар чекор.
многу е битен сега критериумот како тоа ќе го поделите по локалните самоуправи. Не е добро да ги казните оние Добрите? Окей, да, тие што до сега Го успеале на слушнавме некој градоначалникот на Невес, Апсолутно. например, И тоа- кој ние се отепавме да Така е, вратиме за да долгови, вратиме сега. сега ќе ги почестат другите колеги кои работат полошо. И тоа е потек кој што ја мислам дека е добар во ваква ситуација. Значи во ваква ситуација не велам дека е добар како пракса, но добар е во ваква ситуација на сега да внимавате на начинот на кој што ќе го осуштите, ќе ги доделите средствата. Од друга страна, видите, не може преку ноќ тоа да го направите со науката, односно да рече дека 50% давате во наука или истражување. Тоа мора да го предвиди идниот буџет. Тоа мора да биде на годишно ниво и ние мислам дека ќе имаме наредни емисии во кои што сега во еден период од месец дена или нешто помалку ќе го тресеме буџетот во низ јавна расправа и низ парламентот, каде што ќе утврдиме дека мора, а тоа мислам дека ќе биде така, дека еден голем дел од средствата ќе се насочат кон наука. Јас веднаш ќе ви спротивствам политички аргумент. Нема да се насочат бидејќи тоа не ви носи гласови. Значи, не гледам во владата на СДСМ една желба да се прават реформи кои што ќе значат понекогаш губење. Секогаш ќе даете на тутунари наместо на наука. Бидејќи тутунарите ви значат илјадници гласови. Па мислам дека и времето до сега покажа, но и притисокот од она што сакаме да го направиме натаму, дека СДСМ, ако ништо друго, или оваа влада предводена од СДСМ или пред се од премиерот Заев, во овој момент, иако секогаш е политиката, политичка партија и таа мора да мисли на идните избори, ако е така и ако само мислевме на гласачите, тогаш немаше да преземеме вакви други чекори, кои што мора да признаете се изворедно храбри, кои што се изворедно непопулистички, врзани со другите политички моменти, ако мислите и ако ризикувате само за тоа како ќе поминете на следните избори. И мислам дека тука треба да убедиме јавноста дека политиките на СДСМ не се популистички, односно не се насочени кон таму каде што не се гласува. Иначе јас тврдам, многу повеќе гласови да ќе донесе ако еден дел од средствата, односно или еден ден се насочат кон науката или кон иновациите, но тоа бара долг рок. На што размислувавте кога решивте да влезете во реформа на даночниот систем? На гласови или на економија? Па сега, ајде да видиме, Бидејќи гледам дека тоа е точка во која што многу критики ќе истрпите и не сум сигурен дали на крајот ќе дотуркате со оваа најавена, да кажам, реформа, иако не знам што е толку голема реформата со менување на стапката. Па ајде да анализираме вака заеднички. Ако видите тоа што се случува сега или каква беа реакциите утре дента после објавувањето на реформата, некој би рекол дека да, вие со на овој начин губите од гласачите, односно таа е непопуларна, но може би ние имаме проблем со тоа што не адекватно комуницираме со јавноста, но во исто време мора да се вратиме на почетокот. Односно, јавноста сега е пресензитивна и јавноста или опозицијата и сите противници или критичари на владата имаат многу повеќе простор за да ја критикуваат владата. Видите, реформата е само... Прашањето беше со 25 милиони кои што очекувате да се добијат плюс во буџетот со даноциве. Мислите на гласови или мислите на економски мерки? Ние мислиме на тоа дека оваа реформа, односно она што се случи или мини реформа, веќе ќе следуваат многу понатаму други, де факто е нешто што го кажувавме или го пишувавме во нашата програма уште години назад. Под притисок може би и на јавноста ние отидовме релативно ниско. Значи тоа е многу ниска, односно многу висока прак на кој што ќе оди ако зборуваме за прогресивното одчување, односно 90.000. Што е апсурдот? Значи апсурдот е тој што тоа дефинитивно по кажувањата на Министерството на финансија, и тоа е факт, опфаќа или тангира 1% од луѓето кои што имаат најголем доход. При тоа многу е зачудувачки исто така од јавноста, што противењето на оваа реформа се појавува од еден голем број на други луѓе кои што и далеку не стига до оваа плата или не имаат вакви приходи кои што ги тангира нив. За нив сето останува исто. Мислам дека е тој дел на реформата, односно тој дел на промена на законот за персонален данок на доход треба да помина. Тоа е високо ниво, но мора да најавиме дека натаму мора да се
продолжи со реформата. Ние мора да одиме со тоа што сме кажале понатаму, дека мора да се види дека во еден момент дека многу се ниски де факто даноците на имоти или недвижнини, односно даноците на веќе стекнато богатство. Да видиме дека тоа е исто така неправедно, односно да луѓе кои што имаат а тоа е факт, по 10-15 стамбени единици или деловни простори низ Скопје и низ Републиката, имаат многу мала стапка на данок на имот, која што е различна од оние кои што живеат само во својата живот. За следното прашање ми направија Вовет од режијата, бидејќи Вове ми јавува дека е распишена потерница по господинот Груевски. Ви известуваме дека Основниот суд Скопје 1 издаде наредба за приведување на лицето за кое прашувате, тоа значи на наше прашање, и на 12.11 во 16:30 часот да достави до СВР Скопје и побара издавање на потерница. Министерството за внатрешни работи веднаш од како му беше доставена постапува по наредбата. Бидејќи како што знаете во Македонија денеска главна тема е каде е господинот Груевски, разни спекулации се водат околу тоа дека не е тука, а и јас си земам за слобода да предложам некои дестинации на кои мислам дека е заминат. Колку оваа политичка ситуација во Македонија? Значи, ние де-факто веќе живееме, ние во новинарските куќи веќе имаме секции за правно третирање. Мислам дека ќе вработиме, ќе направиме депанданс на некои од правни факултети. Колку цела оваа политичка ситуација е поволна за економијата? Како гледате, дали тоа ја стабилизира или дестабилизира? Ќе ви кажам што мислам искрено. На долг рок, на долг рок, на долг рок ова ќе ја стабилизира. На краток рок ваквите се уште турбуленции, значи не навлегувам во сега правната, да речеме, разјаснување на сето ова што се случува, претпоставам мислите и на овој случај, на она што се случуваше во петокот и така натаму. На краток рок тоа секогаш прави турбуленции. Тоа прави турбуленции од различен аспект, бидејќи, како се, сите други правни лица, па и тоа беше и случај со администрацијата која што исто повторно некем да ја правдам. Администрацијата во еден долг период и се уште е доста плашлива затоа што постојано гледаме процеси, реални процеси или ревизии кои што се случуваат и луѓето се сепак само луѓе. И заради постапки во администрацијата. Заради постапки во администрацијата и тие стануваат дури и премногу внимателни, па да кажам, и плашливи. Дали се компаниите на господинот Орце Камчев, кои што, како што видовме, вработуваат 3000 луѓе и така натаму, денеска се блокирани од страна на обвинителството финансиските. Што значи тоа? Блокирано е што? Финансиското работење или можноста да се продава? Не, можноста да се, она што јас го саќам и она што го прочитав е можноста да се отуѓуваат имотот, односно тие функционираат, тие во овој период мора да функционираат. Колку е тоа удар за македонската економија? Бидејќи тој сепак се брои за најбогатиот македонец и не знам колку му е неговиот придонес во GDP-то и во даночниот систем, но сепак ве прашувам. Па ајде за да видиме малце поинтересно, а гледачите и за гледачите и за емисијата, она што знаме дека се направени неколку кризни штабови во неколку од банките. Прво тие реагираат. Заради изложеноста, апсолутно, каде што е сосема нормално. И се тргнете само од тоа. Значи, неколку од поголемите банки, нема да шпекулираме кои се, но знаеме и тоа е голема компанија заедно со сите своји компании. И нормално таа во својот период работела на тој начин што се задолжувала или давала хипотеки и слично. И фактот дека таму е запалено во неколку од нив црвеното светло, што е сосема нормална бизнис одлука во вакви ситуации, да некој не ме разбере дека тие паничат. Тоа се случува сегде во светот кога ќе се случи ова, покажува дека тоа ќе влијае на самата економија. Сега самата факт колку има овие компании, колку имале добавувачи или продавачи, можеби и нема во прв момент, бидејќи јас сум сигурен дека тие компании ќе продолжат да функционираат еден период нормално, но овој факт дека банките, а тие се најсензитивни на вакви моменти, на краток рок ќе влијаат заедно со целата психоза околу ова. Иначе, ако се вратиме на тој случај, мислам дека тој е случај кој што јас сега се обидувам да правам паралели со она што се случувало далеку се Германија, Западна Европа или САД, на она што се случува на Балканот.
нема да ги поистоветам ниту актерите, ниту случаите, значи да не ме разбере некој лошо, но она што го имаме, што е сигурно сега е објавено во Хрватска, например, тие велат дека случајот со Тодорич, значи повторно не велат. Агрокор беше огромна корпорација со милиарда евра и кусур. Така е, но зборувам за сложеноста на самите финансиски и други тип на истраги кои што ќе треба да се прават намо. Тие велат дека тој ќе трае најмалце 10 меѓу 7 и 10 години за да добие завршница во Хрватска. Го знаеме случајот со Мишковиќ, да речеме, повторно неќам да правам паралели, но кажувам дека ова се многу комплицирани состојби, ќе има многу работа и ќе трае долго. И она што треба да го прави и обвинителството од една страна, и адвокатите на осомничените, но и судот на крајот, мислам дека ќе биде изворено долг процес. И најверојатно еден од поголемите тука кој што се случил на ваков тип на финансиска. Да ве прашам, се гледате ли со господинот Заев? Бидејќи изгледа дека него го вшмука надворешнава политика и не сум сигурен колку воопшто има време за економија. Кој ја води реално? Анѓушев ли е тој што ја води реално економијата, како највисоко место во владата? Да, испадна сега преска го скокнав тоа прашање. Видите, не постои би бил, еве конкретно јас, значи многу долго сум во овие работи, дека од било која причина се негде во владата треба сега некој да се докажува кој повеќе ја наметнува политиката или не, или како што вие спомнавте дека Министерството за економија е поклопено на некој начин од, не знам, двајцата бизнисмени. Министерството за економија, јас сум среќен, заедно со министерот Бектеши, како функционира во овој период. Ние имавме, сега искрено кажам, и тоа ќе ги покажат завршните сметки или што сме успеале од она што сме го преземале како обврска да го реализираме како проекти. Заедно со неколку тешки и многу важни законски одредби кои што ги донесоме, како што е Законот за енергетика, сега работиме на Закон за стечајна постапка, да работиме на Закон за трговски друштва, но истовремено расплетаме многу ситуации за кои што во минатиот период се чекало многу долго, а Министерството за економија е многу обимно и пред се важно за бизнисот затоа што издава многу лиценци, многу дозволи, концесии и слично. Јас сум среќен како оди тоа. Дали се гледаме со господинот Заев, нормално дека оној бурен период беше период во кој што сите се обидувавме да го оставиме да ги решава тие проблеми. Господинот Анѓушев нормално во тој период и тоа му е работа. Далеко поактивно се грижеше за економските прашања, но мислам дека тимот економски функционира во ред во владата, а таквите тркања кој е по-важен или кој го преклопил, мислам дека сме премногу сериозни луѓе таму за да на било кој начин треба да се само докажуваме. Сите се тоа луѓе кои што во минатиот период на овој или на овој начин општествено се докажале и се тоа луѓе кои што утре кога ова ќе заврши има каде да се вратат и да се докажуваат. Господине Наумов, ја благодарам за вашето гостување. Краток е терминот, не можеме сите теми да ги отвориме, меѓутоа се надевам дека и почесто ќе ве гледаме на телевизија, па ќе можеме да се надополнуваме со одредени други надвиси. Во секое време, најверојатно уште ќе видат економските теми интересни во наредниот период, буџетот како најважен документ доаѓа на ред и во секое време сум отворен. Ви благодарам, а вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, бидејќи сега ќе направиме една хокејарска измена, а после неколку минути реклами, со мене ќе биде колегата Христијан Баневски, со кого ќе говориме за онаа сторија што веќе неколку недели ја отворивме и ја следиме, а тоа се следбениците на богот Перун во Македонија, оние перунисти и нивното, односно влијанието врзнив од страна на некои милитантни руски кругови. Останете со нас, колегата Христијан Баневски ќе седне со мене веднаш после рекламите.